Не е лесно да Окей. живееш здраво ако немаш го. Почитувани гледачи, повторно во живо студиото на Skynet. За мене навистина емотивно делуваше се ова. Не ги знам деталите од нивните истражувања. Фасцинира разноликоста на цивилизацијата таму, значи начинот на живот таму. Ти веќе во Пакистан се облекуваш посебно заради религијата, идеологијата и каква е цивилизацијата, и веќе сосема слободно ти прифаќаат без никакви предрасуди, се носиш како нормално современа жена веќе во нивниот крај. Ова не е Пакистан, ова е Македонија. Јас тоа го знаев можеби пред да отидам. Не знам, меѓутоа кога отидов ми беше јасно што е тоа всушност, што е македонскиот код. Шака. Не само шака. Што кој му рече, кој ти рече шака, дека рака се знаеш вика. што, мислам, во едно обкружување, во еден таков регион, каде што навистина... Стварно во падините на Хималаите, тоа е условите таму не се... Тие се на границата на Тибет. Значи, уште 30 километри од нив е Кина и Тибет. И практично таму завршувал тој пат на силата и таму во тогашни критериуми и спознанија и мерки за просторот и времето. Таму бил крајот на светот. И Александар, кога тргнал од овде, од Македонија, да го освои светот, тој мислел дека светот е до таму. Знаеш, до Хималаите. Така, дека после тоа, да. Кога дошол таму, он тогаш открил дека има и понатаму нешто друго. И сега таму му се случува бунтот на македонците и тоа е една друга приказна, не знам дали ќе имаме време. Овој град, како се вика? Значи, Ова е град Чернивно. Ова е нивниот главен град. Значи на тој регион, како се вика тој регион? Тоа се вика земја на хунзите. Земја на хунзите, да. Така, значи тоа си било посебна држава со свој уредување, со свој систем. И припаднала сега на Пакистан. Сега е под администрација на Пакистан, меѓутоа тоа сега е 1974, што значи вчера. Значи сите овие 23 века они живееле како една сосема посебна држава со своји обичаи, со своји правила на однесување, со своја хиерархија. Значи царот, тој првиот нивниот, што јас го викам цар и царица, бидејќи поредот на нештата тие се навистина тоа за тие луѓе, ја има титулата Мир. Замислете, Мир. Мир. И жената на Мир. Мир и жената на Мир. Така. Значи, иако станале дел од Пакистан во 1984, Пакистан им дозволил да ги задржат сите своји обичаи и значи они се под некаква администрација на Пакистан, меѓутоа со се уште зачувани сите карактеристики на една држава. Патот до нив е направен 1978. Тогаш тие се отвориле за светот, да речем, и почнале до нив да стигаат и луѓе, и туристи, и надвор од Пакистан, и бидејќи претходно била британска колонија, цел тој регион, до нив имаше само, јас пред да тргнам се обидував да најдам, меѓутоа ништо не можев да најдам, никаков запис за нив. После ми беше јасно зошто. Колку градови никаков има запис таму, за нив. Да добиеме еден, значи Тие се 50.000 луѓе. Хунзите. 50.000 луѓе. Да, за хунзите зборам. Во колку градчиња тие села, Главниот град Балтит, или сега се вика Каримабад. Порано се викал Балтит, сега се вика Каримабад, бидејќи тие кога станале дел на Пакистан прифатиле ислам. Меѓутоа, цела среќа што прифатиле една најлиберална струја од исламот, која се вика Ага Кан, значи тие се следбеници на Ага Кан. Либералноста во таа струја значи дека им дозволуваат на жените, на женските деца да одат во училиште, дека не се онака забулени како што имавме обичај да видиме во цел Пакистан и така. И дека се многу образовани, што е одлика на секој македонец каде и да е. Зборат англиски, викаш дека поголемиот дел од Пакистан има неписмени, а тие писмени што се знаат курено да го читат, да им вестник не знаат да се следат. Дека сретна луѓе што не само што си го знаат својот јазик, знаат англиски,
писмени, читаат. Ма ние комуницираме со нив од овде од другата канцеларија, од Skynet по мејл секојдневно, мислам, тие се толку технолошки и отидени напред, што е практично одлика само на еден високо развиен цивилизацијски ген, ништо повеќе. Значи тие се македонци и на другиот крај на светот. Ме разбираш што сакам да ти кажам? Да. И тоа навистина беше фасцинирачки кога ги видовме тие везови кои се познати од нашите килими, за кои мислиме дека се, ајде тука некои 500 години, тврдим тоа е некое наше наследство во таа орнаментика од некои си 5-6 години па и повеќе. 23 века. Овие луѓе живеат изолирано од остатокот на светот. 23 Вистинско века. чудо, Господ ги има. 20, да. Неверојатно е таму во тие турбулентни ноќ, стварно, и самиот крај делува прилично изолирано. Ми се чини дека заради тоа што биле изолирани, они тие останале тоа што се. Да, заради тоа не било тоа можеби причината затоа што биле следбеници на Александар, нели Александар оставал дел од својата војска. Па тоа луѓе биле обучени кои знаат како да се справат со напад, со одбрана, имале таква некоја хиерархија, организација каде што знаеле како да се одбранат и воено да бидат подготвени. Дали не знам, моја претпоставка. Не, тие немале ни потреба да се одбрануваат во таа смисла војно, зашто никој не можел да стигне до нив. Прво. Второ, и да стигнал некој до нив, на што јас наоѓав по записите пред да одам, вика дури и да се стигнало пред да биде направен овој Каракорум Роуд, тој пат од 1978, кој пакистанците го имаат направено заедно со кинезите, како една заедничка акција, да речем. Значи, до тогаш кај нив можело да се стигне само со каравани по хималајските патеки и тоа, дури некој што успевал да стигне таму, до земјата на хунзите, пред да влезе кај нив морал да добие дозвола од Мир или жена му на Мир, ако не е Мир тука. И можело да се случи многу лесно да стигне до таму после сите патешествија и овие да речат, не можеш да влезеш, врати си се назад. Значи, сакам да кажам, овие луѓе факт е, историски е потврдено од сите мои истражувања наназад што ги правев пред да одам таму, а и од после, дека Александар на сите битни стратешки места поставувал македонци. Да го, значи, и особено благајникот македонец. Ако баш не можел вака други да остава, благајникот морал да биде македонец. Економистот. Да. Каменот што ќе се врти. Така да, многу е логично и многу е вака лесно разбирливо цела оваа приказна. Знаете, ако ги знаете сите овие... Многу е логична, да, логично дело за тоа време. Да, ако ги знаете сите овие нешта, уште пред да тргнете, вие знаете што ќе најдете таму. Исто како јас со Паско Кузман пред некој ден кога зборев во другото студио. Тој во еден момент изјавил и да не постои, јас ќе ги материализирам, зашто знаев дека ќе ги најдам. Така и јас знаев од прилика што ќе најдам. Затоа Паско ги носи тие 3-4 сата. Така. Да, затоа што кој ќе се нуне ја кога го исцедив една психоанализа која му направив кај мене, тоа беше интелектуална перверзија каде отиде. Перверзија у најпозитивна смисла со Паско Кузман. Со времето се враќам назад, а тие ми се саат тие кои ме држат за да можам да се вратам кога ќе отидам таму. Да. Тоа толку е фасцинантна метафизика. Ама он стварно патува низ времето и ги визуализира тие работи. Интересно е што го видовме лавот. Лавот, македонскиот символ. Го видовме лавот и убаво го потенцираше со камера на неколку пати. Колку делува препознатливо оној вест на лав. Иако лавот не е нешто невообичаено да се најде како символ кај многу земји во светот. Да, ама лав на Хималаите нема. Али лав на Хималаите во тие краишта апсолутно нема никако. Тој повеќе некако европски символ, ќе го сретнете македонски символ. Македонски символ. И Александар е во некои прикази, вака во некои слики и орнаменти прикажан со лавовската глава, лавовската кожа на глава. Значи, ги видовте и роговите пред да се влезе во тој така наречен нивни музеи, меѓутоа сепак музеи, нели, и за тие размери и за тие услови таму. И велат со колку љубов, значи, роговите на јарецот. Да. Нели ги викале македонците козари, овие така наречениве денешни наши пријатели многу добри, што вака денеска све ова изјавија дека од љубов кон нас го направиле. Да.
Ја те тепам, ама мене ме боли, знам. Така. Значи, тие ги викале нашите македонци варвари, козари, вамута, не знам, нели, со сите поградни зборови. Ми рекоа дека пред да дојдам сте ја пуштиле онаа прекрасна еден документарец со, нели, што го направи Discovery. Да, и тој прикажан еднаш и никогаш повеќе. Јас не знам по какви лудачки канали дојде до мене, го иститлував, го направив. Го преведе, ти го преведе? Да, значи ова беше повторна можност да се види јавноста за што станува збор. Ми беше зборот за козарите. Значи, козата и јарците се препознатлив елемент од македонската фаланга. Тие пред првиот ред на фалангата секогаш пуштале кози. Затоа ги викале козари. Бидејќи македонците се познати како козари. Тие и до ден денес и во нашите западни краишта, ако ти текнува, козите ги сотрал нели социјализмот и така пред тоа сите чувале. Да. Главно занимање било козарството и секоја фамилија чувала по една коза. Но чекај, не ми е јасно малце ова. Ама ајде да не навлегувам со тебе ова. Со Ванче Стојчев тука би требало да го рачеп. Дека пред фалангата ги пуштале козарите. Кози, не козари. Кози? Да. Зошто како кози? символика македонска. Така тргнувале во бој. Како жртва, како жртва претпоставувам. После тоа си оделе тапани. Знаеш што, овие наши езги што и до ден денес јас ги потенцирам. Зурливе и тапаниве. Ги потенцирам во шпицата на Македониум. Па што може повеќе да ти дигне тебе вака во бој? Освен една езгија, една зурла, еден тапан. И знаеш што, мислам, некои записи од персиски записи говорат дека навистина тие се биле толку многу исплашени од македонската фаланга во секој таков напад, во секоја битка, во секој бој, да после тоа дури ги граничиле, мислам, ги опишувале како нешто што се граничи со овоземско и со, не знам, нешто човечко. Меѓутоа, македонската енергија е огромна. Само човек треба да знае да пронајде во себе, прво, а потоа и да ја сплоти, значи да ја соедини. Александар бил тој што знаел да направи од многу енергија, да направи една голема. Сега он користил веројатно разни методи. Ете и зурлите, и тапаните, и козите, и не знам што се. Меѓутоа замислете една обединета македонска енергија, колку тоа било страшно. Па и до ден денес е страшно, иако сме вакви мали, како што видов, гледаме и вчера и денес. Се вадат од памет од нас. Се вадат од памет од нас. Се вадат, да ми простиш, дама си, нема да кажам. Сакам да кажам неколку битни реченици што јас ги чувствувам и сакаат да излезат од мене. Меѓутоа, откако ќе ја завршиме оваа приказна за Хунзиве и Калашиве. Може така? Да, секако. Беше исто така, ме фасцинираше нивниот исказ дека истражувањето на Чашуле, професорот, он бил на австралискиот Меквари универзитет во Сиднеј, значи шеф на катедра по лингвистика, што е многу важно. Дека кога ги направил тие споредби и нивниот јазик го споредил со македонскиот, тоа било големо откровение и за нив самите. И они самите трагале по собствениот идентитет, бидејќи, колку што разбрав, и они чувствувале својата разноликост. Криза на идентитет, замислете во Хималаи, изолирани од светот. Не знаеш од кај си дошол. Не знаеш од кај си, слушаш некакви приказни дека си од Александар и толку знаеш за себе. А само толку, значи дека се од Александар потекла, што се и кои се не знаат? Не, си. Па ние не знаеме, нели имаме се уште дилеми некакви, дали сме од 6 век со цевките дојдени или од не знам што. А да не го пуштам председателот бивши. А да не го пуштиш, ајде. Дека сме Словени од 6 век. Да, замисли. Многу е важно, во оваа прилика сакам да потенцирам, бидејќи јас имам информација дека овие исти хунзи, вакви какви што се, што ги сметаат за племе, нели, така наречено во наводници, меѓутоа кога чуле дека се оформила држава Македонија 91 или не знам која, тие се обратиле официјално до нашава држава. Замислете. Замисли, Јанко. Извини. Меѓутоа од овде им вратиле некој. Јас сега, кога ќе дојдат тие, здравје Боже, тоа ќе кажем исто на крајот на емисијава, ќе видиме кој е тој што нив им одговорил така. Ќе се дознаем, многу лесно. Да. Па ние не сме од тие што вие мислите дека сме. Ние сме од 6 век нааму, од Словените сме ние. Па тоа е
Истото Бившиот тоа. ни тој кабинет. Истиот кабинет. Истото тоа, меѓутоа барем да се обнароди и да се знае. Знаеш, Еј, како ги пукнало тоа кутри луѓе, како да, им дошло како замисли, удар. слушнале дека Македонија има држава Македонија и се обратиле, замисли уште пред не знам колку години, кога се уште и интернет и кај нас не беше толку вообичаен. Што клето семе сме, Да. што куќиња проклети имаме меѓу нас. Замисли се неверојатно. обратиле до овде и овде им рекле све е супер, ама ние не сме тие што вие мислите дека сме. Марина, што имаш уште да ми прикажеш од своето патешествие таму? Има, освен хунзите, има и калаши. Што се па тие? Па ти исто за себе тврдат дека се од Александар Македонски. А што е разликата помеѓу халашите и хунзите? Хунзите се на граница со Тибет, значи со Кина. Аха, добро. А Од овие се? Исламабад до Хунзите патувавме 20 часа, 19-20 часа со джип. толку е без оддалечено. застанување, зашто таму нема кај да застанеш, нема ни кафе кај да се напиеш. Мислам, тоа се сведни муџахидински територии. Тука има кампови за обука на разни Да, готово. Не мораш детали да натам. ми кажеш. Дури и нашиот снимател од пакистанската телевизија кој не носеше брада, кој ние го праќавме да ни купи нешто вода ваму таму по пат, го гледаме како трча, откај купил вода, вика вози, вика на тој шофер, што? Вика влегувам внатре, нормално таму нема жени по кафеаните, ако најдеш некоја кафеана по патот. И јас вика влегувам и им викам добар ден и они викаат овој не е добар муслиман. Зошто нема брада? А таму фанатизмот брада. отишло јава на тој тоа е, испрани мозоци. меѓутоа Пакистан е Така. од Исламабад, особено нагоре тие северни подрачја, Страшно. тоа се поклоници на Бин Ладен. Колку километри има, значи оддалеченост Нема помеѓу многу калашите? километри, меѓутоа патот е Многу е лош. многу. Аха, така. Значи така. таму може би има, не знам, 400 и не знам колку. Нема ни Така. 500 километри. Но- Меѓутоа Каракорум е еден пат. Каракорум. Каракорум Роуд, тоа е Каракорум планината се вика Каракорум. Значи тој е венец. Значи тие се на Требаше да седам ја Google Earth да го гуглам малце додека Да, ти збориш, можеби. Па подобро седни, ќе ајде, беше. што? А и тоа што викаш, Да. овдека премногу. Значи, тие се Сме на конформистички тромеѓето на поставени. Каракорум, Хималај и Хиндокуш. Тоа се трите најголеми планински масиви во светот. И тие се точно во тоа тромеѓе сместени. Значи, патот до нив, како што реков преска, е направен 1978. Меѓутоа, и ваков каков што е сега, тие го сметаат за многу современ пат, така. Меѓутоа, ако погледнат, вака, тоа е едно патче кај што некаде го нема патот, зашто од глечери од Хималаи го однесол патот. Ме разбираш, Јанка? Да, те сваќам. Ако дојде некој во спротивниот правец, не можеш да се разминеш од што е тесен патот. И тоа е планински пат, оние тесни планински. А ако погледнеш вака надолу, стравте фаќа и си викаш чекај порано да не гледам, ако стигнам, ако ме однесе Господ ќе стигнам. Еве го Равалпинди, Northwest Frontier, значи од тука нагоре не ти гарантира никаква заштита државата Пакистан. Црвена, да, dispute zone, За Northern area. North Areas, тука се овакво Пакистан, Кашмир и уште оди малце погоре. Уште погоре. Па се да, Не, ова е веќе Кина. Не, на граница со Кина, на западната граница со Кина. Мислам, за Кина е источно, за Пакистан е... Да, обратно, за Кина е западна, за Пакистан е источна. Тоа е овој дел овдека, само треба да се се напуни. Мислам дека е таа една зелена линија што таму Ова се овде. движи. Ете, точно по таа зелена линија е патот Каракорум Роуд, тука тоа е Каракорум. Ако погледнете налево надолу, доле тече реката Инд. Имате провалија од 300 метри и си викате овде, не дај Боже, што се заврти джипов, Тоа се овие да краишта овде. Ова е реката Инд. Тоа е реката Инд, да. Страшно монструозно дело. така. Еве се гледа патот- дека е ова глечер, да, некој кој се топи Патот уствари. е покрај реката Инд, да. И ова е се покрај реката, тука патуваш. Так, тука патуваш. Варши, Гомпа, Гумпа, Кими, Тоа се, како да ти кажем, со Сома. месечеви предели, не ти се верува вака на Месечеви предели, на призорите Ништо што ги не расте, гледаш. нема ништо. Камен и вода. Тоа се такви оазички мали, овака како што се сместени еве нашиве хунзиве, Мурги. кај што има само тополи. А каде се нашиве тука негдека во овој крај? Тирит. Тирит. Тоа е тоа? Све ова тоа нивни крај, Марина? Не, Тирит не е нивни крај. Сати? Ронгду? Треба да тоа е Каракорум, меѓутоа за да по патот
Они се на тромењето на Каракорум, оди нагоре, значи неке Хималаите, Каракорум, Хималаи и Хиндукуш. Кај што се спојуваат тие три венци, тука се хунзите. Добро, ќе побараме малце повеќе. Ќе одиме со прилогот сега. Сега ми праша за калашите. Да, Значи за калашите, разликата помеѓу хунзите и калашите. овие се на граница со Тибет. Калашите се на граница со Афганистан. Значи скроз на другиот крај од Пакистан. Така, тоа е другиот. Тоа е веќе Хиндукуш, тоа е друг еден исто така огромен планински масив, да речем, венец. За да стигнете од хунзите до калашите, повторно ви требаат 17-18 сати. Повторно е тоа во северниот Да, тоа дел се на северните подрачја. северните подрачја и повторно е таа забранета зона, така? Повторно се разбира. Па мислам сите овие бомбардирања што ги прави Американците така што се обидуваат да го најдат Осама Бин Ладен, да, нема шанс. Тоа се Кој ќе така го видиш? непристапни подрачја да мислам апсолутно не се сомневам дека некогаш некој ќе го најде. Јас се мислам заради љубе некој да не ми се пријави сам, па да речем супер чим сме тука да го снимиме и Бин Ладен. Меѓутоа Афганистан многу битна работа имам да кажам сега. Значи, не кажала во филмот. Во пакистанската страна се останати уште 3 села од калашите, од калашкото племе, така наречено. И има уште 17-18, некои велат и 20 села во афганистанската страна. Разбираш? И таму македонците се поделени. На една и на друга граница. Оф, леле, Значи, клета судбина наша. Сите бомбардирања што се прават, Да? се прават во тоа подрачје, бидејќи се претпоставува дека таму се кријат овие сите така наречени Терористи. тајни кили, да. Меѓутоа повторно гинат македонци таму. За жал. Неверојатно, какво Да. сознание. Па ние би требало да интервенираме како народ да се заштити нашиот народ, токму од нашиве пријатели и сојузници. Па сега ќе видиш последниот прилог кој пред нас интервенирал таму. Одиме со Ајде. следниот прилог ВМЛ мрежи. За да стигнете од кај хунзите до кај калашите, ви требаат уште 18 часа возење. Назад до Гилгит, преку Каракорум, па по Хиндукуш се до границата со Афганистан. Треба да се поминат многу планини по пат што повеќе личи на патека, некаде треба да чекате со часови и да најдете начин како да се разминете. А некаде едноставно морате да платите, ако сакате понатаму. На некои места, од глечерите и надојдените води од Хиндукуш и патеката станала река, и тогаш патувањето ви станува камал трофеј по Хималаите. Само што нашиот трофеј на ова патешествие ќе бидат калашите. Одвај 3-4 илјади луѓе во 3 села скриени во пазувите на Хиндукуш. И тие, како и хунзите, за себе тврдат дека се директни потомци на Александар.
И после сите лоши патишта, фасцинантни гледки, долги процедури за добивање специјални дозволи за влез кај калашите, полициски евидентирања барем 10 пати додека траеше патувањето, ќе ви се случи еден од оние мигови во кои времето застанува. Како момент од претходниот живот, како македонско дежаву, некакви лични визии за чинот на допирање со личната суштина. На еден мост како Бошков мост, по една река како Гарска, по еден пат како низ јама, вртиш лево за Бамбурет. Едно од трите села во долината на Калашите.